Пери, почитувани колеги пратеници, почитуван колега Иванов. Се согласувам со вас во однос на богатото работно искуство на Марко Зуревски и неговиот работен однос. Без дилема, професионалец од почеток до крај, со многу признание и во македонската струка, меѓутоа и меѓународно признат. Меѓутоа се согласувам и со вас дека овој начин на дебата го одворме и го споредуваме со цел да предупредиме за злоупотребата на член 8 од Изборниот законник. Ништо повеќе, значи немаме никаква друга намера, освен да кажеме дека овој начин и во овој момент не треба да се прави. Ако некој смета дека ние сакаме да обструираме, не е така. Значи имаме многу други теми за кои треба да се разговара, меѓутоа еве така одлучило мнозинството, не можеме против тоа да се бориме, ама имаме обврска како опозиција да предупредиме дека ово што се случува не е во ред. Во правец на тоа сакаме да помогнеме и на власта. Тие во предизборието најавуваат дека ќе, доколку ја добијат власта, ја добија власта, ама не победија, ќе предложат да се избира јавниот обвинител по предлог на опозицијата со двотретинско мнозинство. Во тој правец, со цел да се постигне поголема независност и непристрасност како можно решение во јавноста, ние предложивме, дел од нашите колеги пратеници предложија да се избира јавниот обвинител и се предложи предлог закон, за жал за кој колегите од Социјалдемократскиот сојуз во матичната комисија не го прифатија. И според оно што е предложено, јавниот обвинител на Република Македонија функцијата треба да ја врши законито, непристрасно, објективно и независно со цел да се обезбеди еднаквост на граѓаните пред законот, независно од полот, расата, бојата на кожата, националното, социјалното потекло, политичко или верско уверување и имотната и општествена положба. Со цел, овој јавен обвинител да биде транспарентен, непристрасен, професионалец како тие што наведуваат. Меѓутоа, за жал, еве, уште еднаш, тоа што го обеќа Социјалдемократскиот сојуз не се остварува. Едно зборува пред избори, сега друго зговор. Меѓутоа, во моментов, почитуван колега, имаме сериозни проблеми. За жал, додека министрите од Социјалдемократскиот сојуз се на одмор, на годишен одмор, се сончаат по и веќе не знаеме каде се отидене по Европа и по светот. За жал, ние се соочуваме со секојдневни проблеми. Немаме информации што станува со дечињата кои се ранети во Струмица и според зборовите на министерот Оливер, двајца биле, не биле починати, па не било толку страшно. Дали требаше 100 или 50 или некој, не дај Боже, да загине за ово да се случи. Во тој правец само би сакал да кажам и за пожарите, и за запалените депонии, и за откуп на земјоделските производи, меѓутоа само една работа, една реченица. Предупредувањето од пчеларите од Штип, кои велат дека Иванов, Иван контрареплика. Само ова, дека морам да го кажам, ќе ве молам, значи предупредуваат дека таму пчелните семејства им се уништени и тука треба да им се решава проблемот на граѓаните. Пчеларите од Штип повикуваат да се прогласи за непогода, за да може да им се помогне на пчеларите, за да можат да и идната година да работат. Благодарам.